Убава порака од лекарката во студиото, трпение и надеж и верба за малите големи борци. Што би рекле, тоа го потврдуваат и овде од Прилепската болница. Точно е и веќе неколку години на Светскиот ден за предвреме родените деца се организираат донаторски акции, тоа го прават и мајките на предвреме родените деца, да се обезбеди што повеќе опрема, што повеќе грижа и нега на дечињата кои предвреме се родиле и секако да им се овозможи да го фатат чекорот со сите своји другарчиња со текот на времето. Меѓу другото, мајките на предвреме родените деца велат дека и пожелно е да има и одредени законски измени, продолжување на боледувањето, да бидат покрај своите најмили кои остануваат и по неколку месеци потоа во инкубатори. Од друга страна, податоците велат и педијатрите од болницата дека 7 до 9% од родените се предвремено родени. Тоа велат се и светски параметри, а конкретно во Прилепската болница годишно од околу 500 породувања, 30 до 40 новороденчиња се предвремено родени. Се прави да се обезбеди што поголема грижа, што поголема опрема и секако што поголемо внимание за дечињата кои се предвремено родени. Предлагам да ги слушнеме изјавите на педијатарот, на началникот на гинеколошко-акушерското одделение овде од Прилепската болница, секако и на мајката на предвремено родено дете, кои се нивните пораки, какви се состојбите и што може да се направи. Да ги слушнеме. Наша цел е сите пациентки кои што ќе ги детектираме дека имаат ризик од предвремено породување, заедно со матичните гинеколози, да ги следиме поинтензивно, правилно, да даваме терапија и да ги насочуваме и да ги едуцираме во кои ситуации како треба да делуваат. Нашата болница ги прифаќа породените дечиња над 34-та гестацијска недела, а сите пациентки кои што се дојдени во нашата болница со услови за транспортирање на клиниките во Скопје, ние успеваме да организираме транспорт и во рекордно време да ги доставиме таму, за да има подобри услови за грижа на новородените, посебно за тие кои што се помала гестацијска недела од 33-та недела. Исто така, нашето одделение, заедно со одделението за неонатологија, секој ден се повеќе напредува. Добиваме нови апарати, имаме нов гинеколошки стол за породување, нов гинеколошки стол за преглед. Пред периодот на короната, нашата болница имала повеќе породувања. Како тој период поминува, бројката се намалува. Сега имаме од 400 до 500 раѓања годишно, со тоа што од прилика од нив се 30 до 40 предвремено родени. Кои се предвремено родени деца се зголемуваат и кои се проблемите што се јавуваат? Предвремено родени деца се сите деца родени пред 30 гестацијска недела, и кои си има своја проблематика, односно своји карактеристики. Тоа се деца пред се со неразвиени малтене сите органи, поради тоа имаат и почести, односно повеќе проблем, морбидитет и почест, односно зголемен морталитет кај прематурчината. Sa бројот во Прилеп во нашата болница за 2023 бил 7% од вкупно живородените деца, а во 2024 9%. Се бројот се зголемува со оглед на динамичниот живот на општо на населението, на мајките. Причините, пак ќе речам, се многу бројни. Првен, бурниот живот, начинот на живот, понатака имаме проблеми од страна на мајката, болести, па можда и неконтролирани бременности, од без разлика какви причини, јасно и проблеми од детето. Може да има и од аномалии, инфекции. Причините се многу бројни, пак ќе речам, се трудиме да се превенираат со гинеколошко-акушерските со колегите, а понатака ние да ги здружуваме, лечиме и да ги следиме. И оваа година продолжуваме со нашата хумана традиција и со особена чест сакам да ја споделам нашата донација, која е од витално значење за новороденчињата. Оваа година донираме апарат пациент монитор, кој е наменет за најмалите, за најхрабрите борци, за предвреме родените дечиња
кој е наменет за следење на виталните параметри на новороденчињата. Сакам да се заблагодарам на сите кои дојдоа и ја поддржаа оваа акција. Ние како мајки овој цел настан го организиравме за да дојдеме до тој монитор, но сепак го добивме. Исто така сакам да му се заблагодарам на сите поединечно од тимот што секогаш се грижат за малите и што ни помагаат и ги слушаат нашите барања како мајки. Имаме голема соработка и со гинекологија, и со неонатологија и педиатрија. Тие не слушаат нас како мајки во прилеп и промените секоја година и година се видливи. Државата и работодавците навистина би можеле да сменат и да поддржат некаква промена на законот за бебината кои остануваат долго во инкубатор. И тоа е нешто ние што сме го барале и секогаш инсистираме за поддршка на тие мајки да останат подолго дома, бидејќи тие се враќаат без бебе. Да, убави се пораките, секоја поддршка е добре дојдена за предвреме родените бебиња и техничка, што би рекле, во инструменти, во секоја можност да се опремуваат одделенијата за да им се даде соодветната нега и секако соодветното внимание на предвремено родените дечиња. Во секој случај и ние посакуваме храброст и навистина и голема поддршка и од нас.